Каде се 7000 рози кои пред повеќе од 3 години се засадија во Велес, а денеска нема ниту трага од нив, прашуваат од СДСМ. Локалната власт која покажа тотална негрижа за розите, а со тоа и за екологијата и значењето на швајцарската донација, денеска иронично ги повика граѓаните да садат нови рози како дел од владин проект, смета опозицијата. Срамно и барањето, велат од бизнис заедницата, да се поддржи проектот преку купување на новите рози. Како може вака неодговорна власт, која не се грижала за розите кои веќе ги имавме, сега да повикува на садење на нови рози? Колку чинеа 7000 рози кои не знаеме кај се, а колку чини сегашното поседување на новите рози? Со кое лице власта бара помош и поддршка од бизнисмените за да се купат рози, а во исто време со својата негрижа и незаинтересираност директно придонела да не заживеат 7000 рози странска донација? Вака ли се грижи власта за донациите? Дали за новите рози ќе се грижат повеќе затоа што сега се засадуваат како проект на владата? Дали за ова знае владата на Република Македонија, бидејќи централната и локалната власт се во рацете на ВМРО-ДПМНЕ? СДСМ бара власта да им се извини на Велешани за негрижата за странската донација која имаше единствена цел да се деконтаминира загадената почва и да го разубави градот. Од општина Велес пак денеска се огради од одговорност за 7000 рози преку фактот дека учествувале само во засадувањето на истите, не потпишувајќи договор за партнерство. Затоа сметаат дека не се должни да дадат одговор каде се овие рози. Обвинувањата на опозицијата ги нарекоа обично политиканство и сметаат дека СДСМ, ако биле загрижани за животната средина, денеска ќе ја поддржале акцијата Македонија, земја на розите.